odgovor ќе го одложам за покасно, ќе повикам Ана Бобинкова да дојде да прочита еден текст или да каже нешто. Браќа и сестри, македонки и македонци, денеска македонскиот народ не му посакува добре дојде на тој само повикан или повикан од велепредавниците на Македонија и на нас, македонскиот народ. Кога го видов на телевизија моментот како се симна од авионот и како се поздравуваше со велепредавниците, си помислив, Господе, не оставај жив да ја напушти Македонија. Значи, но не народот да му суди, Господ да му пресуди, а Господ е праведен, Господ е вечен, исто како и македонскиот народ и Македонија во Библијата што постои со милениуми и ќе продолжи да постои. Ова е кратко бреме, најтешко за нас, затоа што во име на народот се направија велепредавствата. Сега на председателските избори, кога очекуваат да им се признае легитимноста за прв пат од целиот народ, после од нашиот, за нас успешниот референдум од 30 септември, сите да бидеме свесни дека само со бојкот ќе може да си го сочуваме и да си го доодбраниме нашето право за самоопределување. Република Македонија. Во продолжение, сега ќе го прочитам еден текст што пред една година им го испрати нашиот, еден од најстарите наши активисти, родолюб и бранител, господин Владо Илиевски, пилот во пензија, кое што е многу соодветно за оваа прилика, беше адресирано до грците, грчкото општество, жителите и до Грција. Учесник во НОБ. Да, учесник во Народно-ослободителната војна и сега член на Македонскиот народно-ослободителен фронт за ослободување од окупаторската диктатура. Отворено писмо до сите фактори во грчкото општество и сите жители кои сте за добрососедски односи и соживот со сите, без било какви разлики. Преку вашиот ви премиер на Република Грција Алексис Ципрас. Почитувани, изминаа многу години откако на македонците јавно им го оспоривте милениумското име и се што е во врска со него. Со вашата интервенција при македонската пререгистрација, известување на надлежните фактори при ООН, дека по распадот на СФРЈ и извршеното раздружување и прогласување со референдумско мнозинско изјаснување на 8 септември 1991 година, дека државата е прогласена за суверена, самостојна, независна Република Македонија со скратено службено уставно име Република Македонија, под кое име службено е побарано да биде пререгистрирана. Вие, Грција, сте се побуниле и изразиле бесрамен протест, со кој сте побарале да суверена Република Македонија остане под капата на Република Србија, како нејзина колонија, демек онаква за каква сте ја третирале по парчосувањето, присвојувањето од страна на ненаситните, неблагодарните, измамничките соседни империјални монархии, кога вие, Грција, го приграбивте најголемиот јужен егејски дел, Србија северниот именуван како Вардарски, северозападниот Црнагора, Бугарија источниот, северноисточниот Романија, југоисточниот европски и малоазискиот, од чии сливови водите одат во северноисточно Средоземноморие и остана на Отоманската империја, денес викана Република Турција. Југоисточниот
Jadranski so severoistočni od Jonski slivni delovi i ideja dadeni na novo formiranata monarhija Albanija. A vo ponovo vrijeme vije zapadno-svirski alčni imperiji ja sozdadovte na sličan brutalen otimački način Republika Kosovo. Neka vi služi na čist. I сега вие истата ненаситна дружина сте се окумиле поново на нас македонците со цел да не досутрете, да не доизбришете, да не доограбите, да ни го доземете и ова мало парче наше милениумско гнездо, огниште, држава Република Македонија. Сте се запрашали ли вие джелатите, кои и какви сте во очите на вашите деца и нас македонците? Мислите ли дека каменот кој го туркате нема да ви ги искрши вашите тврди глави? Се лажете! Ви наближил часот на бумеранг ефектот, ако го да го поведете колото на меѓусебно, јавно, честно, службено признавање. Посебно секоја империја да ни изрази јавно, честно, службено извинување и благодарност и признавање на сите македонци каде и да се, и посебно дека ја признавате македонската суверена држава Република Македонија. Името на државата ни е Република Македонија, а ние, сините државјани сме македонци. Мнозинството од целокупното население сме етномакедонци, кои воедно сме и возобновувачи на нашата држава, која има милениумски корени и континуитет со познати падови и возобновувања, подигања. Со надеж дека ме разбравте и предлогов ми го прифаќате, ве поздравувам и очекувам писмено јавно известување. Благодарам. Ова било пратено на 30 април 2018 година лично од Владо. Браво! Да. Македонски народ и мојата татковина и матична држава Македонија. Македонскиот народ нема да соработува со окупатори, велепредавници и нивни пријатели. Македонскиот народ не ги признава за пријатели уништувачите собствените, односно на неговата држава Република Македонија. Се знае која е утврдена и пропишана правна рамка и постапка за помирување меѓу народите што се огрешиле и ги окрвавиле своите раце, особено за признавање и помирување после извршен геноцид. Сите знаат кои се фактите за геноцидот од македонскиот народ, што се извршил не еднаш, а и сега со договорот погодбата од Преспа се извршува. И треба да дозаврши со овие предстојни и следните парламентарни избори, кога македонскиот народ треба да запечати оваа фашистичка товорба, што ние не ја признаваме и никогаш нема да ја признаеме. Македонскиот народ ќе успее да си го врати одземеното право и својата татковина. Да живее Република Македонија! Да живее македонскиот народ! Благодарам!